Фала ви на сите што се озврте на оваа покана да дојдете на еден поинак од насна. Како што можете да забележите, атмосферата е пријатна. Генерално не е замислено да има микрофони да биде официјално. За прв пат поканивме 5 панелисти, ќе поставиме неколку прашања или сами ќе се зборат, бидејќи голем дел од нив се големи момци и девојки, претежно зборат 24/7 и тешко е ги запреш. Но пред да започнеме, ја поканил председателката на Преда Плюс, Маријана, да каже нешто повеќе за проектот кој го спонзорираше ваше односно овој коктел. Јас многу кратка ќе бидам, затоа што со нетрпение очекувам да слушам од панелистите што имаат да ни кажат, иако ги знам дел од нивните приказни и се верувам дека ќе бидат мотивирачки и интересни за сите вас. Она што сакам само да го напоменам е дека проектот е од Европска унија и во наредните 6 месеци ќе финансира, односно едукација и заедно за рака ќе водиме 60 млади луѓе до реализација на нивната идеја за бизнис. Во моментот, значи, ова што сакаме да го постигнеме со овие 5 луѓе во оваа галерија, е тоа да ве мотивираме како млади луѓе, да се охрабрите, да аплицирате за нашиот COVID кој има за стартап во моментот кој функционира. Проектот го водиме заедно со Факултетот за информатичка технологија од Битола и е прва акселераторска програма во Битола. Она што ќе биде интересно е дека до 24 декември очекуваме идеи од младите луѓе од регионот до 35 години и студенти работени дипломци со своите идеи да аплицираат, а понатаму заедно со вас ќе имаме можност да преку обуки, преку менторство од бизнис сектор и од академијата да ве водиме заедно со нас до јуни месец да видите каде вашата идеја е искристализирана и може да го најде својот пат према успехот. Јас имам само толку да кажам, многу кратко и со нетрпение очекувам она што имаат другите да го кажат. Јас започнам со првата дама, иако знам дека имаме по Втората. Ја почнем со, не може да се научи да. Почнем со втората дама вечера. Додека голем дел од жените во Македонија, на второто дете одлучуваат да станат домакинки или да, и тоа боли. Ангела реши да отвори собствен бизнис. 7 години графички дизајнер во компанија. Второто дете значи отварање на свој бизнис. Што значеше тоа за тебе? Што значеше отварањето на свој бизнис? Да, прво на креслани ноги, предизвик, многу работа и стекнување со едно ново богатство. Не успеав со овој бизнис да го заработам мојот милион. Има време. Меѓутоа, стана богата на поинаков начин. Еден куп креативни проекти, задоволни клиенти, сатисфакција. Додека мора да го кажам тоа. Иначе, 1984 година најбогата компанија во светот, Apple, го произведува и го продава својот прв компјутер. Во тоа време, 5 години покасно, во Битола се отвара првиот компјутерски, односно првиот центар за производство на компјутери. Ја не го знаев овој факт до денеска. Како дел од Јавор компанијата, електроника, тоа е едно од причините поради кои доаѓате. Битола во тој период се најавува како Силиконската долина на Југославија. Колку грешен. Јес, многу сгреши, многу работи ги испоборичка, така не можеше денеска во една ситуација да пофаќаш. Микрофонот. За Apple може да погоди тоа го има на Google, а кога е првиот
Не, јас мислам дека сум со вроден микрофон, дали ме слушате? Ама ради камерите по-добро сум. Ради камерите. Да. Познат човек си се. Окей. 1984 можда е првиот компјутер од Apple, се извинувам, но јас дојдов 1985 во овој град, а тогаш веќе беше информатика и електроника. За после 5 години ја да отворам моја компанија, мојата прва компанија, но денеска сум овде повикан како она за домазет, ако треба да го објаснам, сам после приватно на сите. Ова е злоупотреба, потомна од човекот, мислам и не е фер, ама ќе му го вратам негде вече. Ова, затоа што јас му го кажав тој факт. Но се чувствувам многу битолченец. Жалам, некој го разочарав со овој факт дека доаѓам од Скопје, знам каков е односот, но се надевам дека тоа ќе се поправи вечерва. Од првиот ден, ми го бериш? Добро. Се борев од првиот ден во овој град во кој што живеем, мислам пресреќен што овој град особено ми израсна моите две прекрасни деца Петар и Марко. Така што многу ја сакам Битола и јас сметам дека каде god сум се наоѓал, веројатно на некој порив мој за работа и она што сум го правил, веројатно ќе излезе. Случајно тоа е Битола и сум повторно многу среќен што тоа ми се случи во Битола. Онако што сум јас повеќе познат и повикан, иако денес ги пракашав кој е критериумот зашто сме ние петорица дека баш одбрани, па нешто смува некој одговор Игор повеќе. Смува некој одговор, полем се ти го враќам. Смува некој одговор дека е тоа слава, успех, појма немам. Тука се и денеска го кажав тој мој размислување за успехот, дека успехот не знам навистина, мој лично мислење е дека успехот е нешто што човек ќе го замисли сам во себе, потоа ќе го оствари, па сам себе може да се прце. Сега да не бајки раскажувам, но еве, ако ме пуштите мене како успешен човек денеска во Африка да отидам, мислам дека за вода ќе умрам за 3 дена, ако лав не ми изеде побрзо. А црнците таму што живеат, тоа ни домороците, они веројатно ќе се преживуваат, така да еве кој е успех. Јас ништо нема да направам веднапред. Околности, пориви внатрешни и така натаму. Повикан сум овдека затоа што сум директор на Interworks, верувам дека ја знаете компанијата, но не е важно, тоа е една софтверска компанија која се развиваше овдека локално, која дури не отвори во Скопје свое представништво, тие стратешки така одредено време. Но Скопје рековме и се обидовме овдека да го направиме тоа и сме уверени дека добро постапивме. Жалам за многуте луѓе кои замина од нашата компанија во Скопје и надвор од земјата. И мој личен порив е, што го споделувам со многу луѓе во последно време, дека сакам да ги намалам малку функциите обврските во компанијата, се посветам на нешто друго, на оваа следна генерација која доаѓа и токму на овој проблем зашто заминуваат младите луѓе. Јас сум среќен дека сте вие сите овде и уште сте тука, вечерва сте барем тука, вајда никој ги нема спаковано по филите и интимно можам да ви кажам дека среќата не се трага по белиот свет, среќата се трага негде внатрешно, со вашите критериуми што ќе ги поставите, желби. Сакам на малете, го сакам, нека биде тоа реално, да бидеме живи и здрави и утре, секој ден и во малите нешта да ги наоѓаме среќните моменти. Ти ако ме оставиш вака, јас да утрем. Наредниот панелист е повикан стрикно. Наредниот панелист е повикан зашто без него нема електрична енергија. Тесла. Не чека се, не за класно Тесла е еден од ретките кадвераши во Македонија. Човек што прави некои таму плочки. Знам дека си плочкар, ама не знам каков плочкар, да. Што точно работиш ти, зошто остана во Битола? Здраво прво на сите, благодарам што сте тука, јас сум Благо Стојчевски. Сум на Тим до. Основно занимање на нашата компанија е дизајн на електроника и плочки, PCB плочки, конкретно да објасни тоа се протава. PCB што значи? На моменти очекувам сите да знаат што значи. И во секој електронски уред таа плочка беше има со еден куп компоненти на неа, е дизајнирана од некој како нас. Конкретно тоа го работиме, значи развиток на продукти во основа. Зошто не заминав, зошто останав тука? Уште кога студирав
можност да идам во Европа, да одам во Европа и да студирам на кратко, да бидам нараѓена во Шведска конкретно. Бев таму еден период, видов и не бе фасциниран, пошто во Македонија едноставно се вртат различни приказни за тоа каков е животот во странство. Моје мислење дека не е баш така, дека подобро е секогаш да си дома и дома да си го направи странство по некои критериуми. И од тогаш се насочив кон тоа. Тоа е мојата цел, да бидам тука, мојата фирма да развивам тука и да од тука да продаваме услуги и продукти низ целиот свет и така да го градим успех. Тоа беше важно. Следен Нострел би рекол, човек кој работи за финансиската индустрија. Иначе попознат, многу интересно, попознат е заради неговото име. Неговото име е исто како презимето на најпознатиот кошаркар на Северна Мајкл Џордан. И во 90-ти години го регистрира доменот jordan.com. Што значи jordan.com, што значи да продаеш домени на Nike, односно на Мајкл Џордан, а после сакам да ми кажеш малку повеќе за твојата вистинска работа. Колку што знам, Битола има еден бинго играч, добитник на бинго, тоа исто може во истите години. Така ти си вториот бинго играч. За това годината човече бе. За годината чуваме бинго играч. Јордан? Здраво, јас сум раселен битолченец, после средно училиште сум заминал и сега сум во главно во Нью Йорк. Имам две деца и жена, фамилија таму, а живеам и ваму и таму, многу често идеме тука по работа. Иначе јас развивам софтвер, цел живот воглавно софтвер, воглавно за финансиска индустрија и често користам луѓе во Македонија. Тоа ми помага. Доменот не е некој големо моје достигнување, ама е многу сочен трач. Зато сите прво само за тоа ме прашуваат. Вака го регистрирав во рани 90-ти години, долго време си стоеше неупотребен на некој начин, но знаеш дека ќе биде баран и направив и листа на 100 домени кои тогаш беа слободни. И, на жалост, ме убедија колеги дека тоа не е баш добро да држам заробеници со домени и така ме убедија да се откажам од таа идеја. Среќа, овој домен си го задржав заради моето име Јода и го продав на Nike во 2012 година. Е еден од најскапо проданите домени во историјата. Иначе, не се продава така лесно тоа. За да го продам однав и може да го продам за 100 од цената, што е тоа. Со мала работа да ставам некој вебсайт, може да со 10 од цената. За да го постигнам ова, требаше да направам некои прво да има некои реклами да се вртат, после направам некој агрегатор за такви сервери за реклами, кои статистички собират цените од сите и на кај тој што плаќа најповеќе. За на крај еден од нив да го убедам да потпише ексклузивен договор за цена која уште е повисока од најскапиот, за да направам некоја финансиска историја. И од тука почнува ценкањето. Кога се јавија правите муштерија, се јавува многу, траеше отпреке 2 години да се погодиме. Фасцинантна сторија. Мислам дека колку од вас ја знаевте оваа приказна, овој трач да го наречем. Еден? Ти ми го кажа. Сега го дознав пред 3 недели. И сега за последен, човекот со најдолга брада, човекот што ако гостиш у празна просторија ќе се најде другарче. Како што е стално. Како што е стално. Брадата немаше да исприча што деца да не го познаваат, да мича. Иначе неговите илустрации се вртат на прожекторот, иначе рече нема драма кој не се вртат моите... Здраво, јас сум Михајло Димиклевски. Ке Мичо се подпишува внутри име на уметник Мичо во Битола и при едно бегање од физика
бев му изложба случайно и да ми помешат случайно, то хега тоа ми се закача некој се тоа е. Се занимавам со илустрација и најдадно еден со единствен со луците тука присутни што немам вработени, што ја сум тука договорно бил во своја фирма веш работам и не ми е планот некој воздигнување на тоа во Силиконска долина или таму точки за планот ми е да може да е матч со во Вилич, ова продавница беше во Космос, пара го насил, само се оземам. Тоа ми е планот, па се оздрави живи после новина ќе правиш. Најдобро имаме, оддаде еше вако собра. Се занимавам со илустрација, од секој сум се занимавам со илустрација. Само за тоа мислам дека идем бива. За фудбал пославо, за возење пославо, ама така, за цртање. Како што кажуват, окей сум, што се продават началните работи, што ми работят. И од секој што било таму год, моите ветарија да бидам доктор, правник, или што играе некој обшествена таква професија. Се човек, ама како ли да бидат полицајата од овој доктор, ама му е не. И така, медицина нешто многу не ми примек искрено, а и тоа адвокатурата треба слабо мили. Сакам да цртам, констатирав дека може да си работам тоа што гледав многу на времето како работа ќе го работа тој и сите мои идеи и мисли беа дека ајде јас ќе цртам еден ден. И стварно цртав и од Битола почнав да работам за мислам дека почнав покрај тие средношколски цртежи глупости. Почнав да работам како средношколец за студентски збор, што посредствено им пријател добар и да речем дека тоа што почна да така тоа како што викат ако добиеш чоколаду за работата, веќе се професионалец и така треба да рачунат. И после тоа, после студентски збор, ќе се билда некој портфолио со илустрации со цртежи, па може би во некоја фирма да речеш здрава, јас сакам да работам ова. Почнав да работам илустрации за сликовници и слично. Па и назадвав, значи тоа е некој почеток конвертира дека во Скопје се работи првиот македонска 3D серија, мислам дека работа XXX од Скопје. Јас пуштив нешто ко портфолио и го прифатија и ме викнале таму. Сега проблема беше што не беше XXX тоа беше и да плюс дипломи и пратив портфолио 3 месеци од кога заврши рокот за запослување таму. Значи се промашив, што можеше да промашам. Буквално. Ама ете се кога да убај луѓе таму, тоа што тој момент, а и погреш ја запослија таа што беше забавив се беше плешкана или липно. Констатира дека јас можам да му се најдам, иако моите дизајнерски способности да тоа што певал и ембрил со трочело, што беа врв за мене. И поработив некоја година в Скопје, се запознав со еден куп луѓе со кои што сум другар. И што констатирав дека Скопје да седам и да работам, исто кој Битола да седам да работам, што дома седев. Але село 12.000 месечно беше, или така нешто, што Скопје ќе им полам джепајте на извини. Констатирам дека тука може да страдам за да пијам кафе со врачињата и слично, и ја тука работам за игри, филми, цртање и се што можам за релативно цел свет. Споминуваш дека немаш работи, ама колку луѓе имаш инспирирано да продолжат да го следат твојот пат? Не знам. Доса и еден. Кажи двајца. Свин ми може да кажа и ќатками са. Другите нешто не ми имат рачено, здраво ми че јас цртам и фала што ми инспирира. Кажи мој наздор. Може треба време да помине, може брада ти пуштат. Ако се маш Потоа ќе се знае. Низ Интерлокс имаат поминато преку 300 Чекај, бе, има нешто направено, Па ете има неколку слики таму. Не, за некој познат нешто инспирира ги луѓе. Тоа беше да инспирира. Се што гледаат на телевизија во глобала, во Македонија. Ајде, познате. Се убав проект си работев од кеф, што почнавме серијата да пратиме. И пошто измеѓу два цртежа веќе сакам нешто сработно како цртеж, пошто за тоа ме било да биваш за фудбал ќе избирав меѓу два цртежа, ама ете ги констатиравме. И решив да си цртам омилените карактери, па евидентно дека на луѓето почна да му се бенди со тоа. И почна да гњава. Значи, нацртај го. Марк Мулендо со мајмуно, брат му Пигей, како. И се собра некои 500 карактери од прилика. И мислам дека ми се авија Fantasy Flight Games, тие се лиценциран издавач на Star Wars, Lord of the Rings, Warhammer. Сам. Да, сам да завија од гейм. И сега не ми понудија колку Jordan.com, али спекулира. И
Јас, значи малку така имав еден ден, кога демек да не спадна маната со кокошката ушен ќе врти, да размислам, знаете како се. Не сум сигурен дедлайни, друг че дедлайни битола. Така по другиот се кандиса, тоа ќе направиме и али пари да ги потрошив за 2 месеци, знаете си се. Што значи дека не дадов колку џода. И значи парите дека уствари што и да работите не смете да станете барем според мене, пошто ќе се понаква да теа модерна ќе излезете интервју, некој ќе го списание, теа, урбис, таму награду и слично, ама тоа ќе помили за 2 месеци. Ако сакате за 2 месеци да сработите нешто, окей, али ако сакате да се занимавате со некоја работа, треба покрај вака чешите што си кажам, да се седите да си работите. Ovo беше најсериозна што. Сингурно се имат умело преку 300 софтверски инженери. Кој е квалитетот на програмерите во Битол и што значи да се работи за Warner Brothers? Едно име не фавори. Time Warner Cable. Има Warner. Има Warner. Како рече, кој е квалитетот на Програмерите во Битол? Јас можам да кажам во Interdocs. И тоа значи доминантно, пак би ги знал поголеми одбори на програмери, ова е нескромно. Големи сме сега, големи сме како компанија. Па, реално, во почеток, ајде не звучи, значи нашиот едукативен систем е како што е, нашиот менталитет е како што е, луѓето доаѓаат релативно неподготвени во нашата компанија, би го рекол, недоволно обучени ниту за soft skills, ниту за техничните аспекти. Јас има една шега што им ја кажам на луѓето кои веќе ги примам во компанијата, кога завршуваме интервјута, викам како изгледа програмер. Не гледат нормално програмите, изгледат секако. Има подлачњаци. Знаете ова, не знам како се вика подлачњаци, бе да го погоди, тоа може скопски. Сакам да кажем дека тоа се луѓето кои што копаат навечер и самите истражуваат за да стигнат и тоа е љубов, пасија, така изгледате ви, ничо веројатно, не знам, и останатите. И тоа се среди. Денеска е но после одреден период во компанијата верувам дека се сите на високо професионално ниво би го заклучил тоа по тоа што знам дека луѓето кои заминаа од нашата компанија во странство се навистина етаблирани. Многу признаени професионалци, секаде високо котирани и тоа ми е мерак кој ќе го видам. Жал ми е, многу ми е жал што ние не сме имале можности да ги задржиме. Понекогаш било субјективно, проблеми на компанијата и доброто е што компанијата тоа го воочувала и се обидувала на било кој начин да промени, да ги привлече, да биде подобра, така натаму моите другите отпаѓаат на некои објективни фактори, окружувањето, земјата во која што живееме, иако не сакам за тоа да зборувам, меѓутоа тоа е еден објективен фактор и понекогаш ние тоа не можеме да го можеби промениме, но јас по природа сум таков да нема бариери и се сеќавам дека еднаш разговарав, ајде како мала евалуација, имав се наш менеджер, што е најтешкиот проблем на компанијата, младите кадри, недоволно обучени и така, и што можеме да направиме? Ништо, тоа Министерство за образование, влада и така. Викам вака, ако ти даеме 200.000 евра на годишно ниво, да го средиш тој проблем, може лесно правиме со 200, значи секогаш има некој решение, не ми е бариера, ниту оваа влада, онаа влада и така натаму, тоа сме ние трнати од тие политички аспекти, меѓутоа опружувањето навистина не оптеретува. На крајот на денот, сепак, бидејќи ние растевме на странските пазари, посреден одговор за тоа какви се нашите програмери е токму по тоа дека ние израставме на американскиот и европскиот пазар, каде што конкуренцијата е најголема во светот за софтвер, ние бевме успешни таму. Не можеш прво да ми климаш, не си работен повеќе од климата. Бидејќи успеавме на тие пазари, тоа го направија луѓето во компанијата заедно со менеджмент, заедно со сите, така да верувам дека тоа е на некој начин одговор на прашањето. Добри, прекрасни. Или би кажал, можеби подобро, на крајот на годината обично бараме мислење од клиентите наши, од странство со кои што работиме, да ни кажат мислење за тимовите и така натаму. И се сеќавам во годините наназад дека највпечатливо
Нещо што сум го добил е Unbelievable Dedication, преведено на македонски, сите го знаеме, во гласот знаеме да го одговориме, али неверојатна посветеност на луѓето. Ова можам лично да го потврдам, јас дури го наоѓам како мана. Малку... Имено, ние сме овде, има еден проблем кај нас, мене ми се чини, дека на најлесен начин да му кажеш на човек во Македонија нешто да направи, да му кажеш ова ти не можеш да. Има некој инет кај нас, тој балкански, што ја знам каков инет, кој што не тера да одиме и понатаму. И тоа пренесено во секојдневието значи следново. Сме завршиле проект пред 3 години, таму негде заминал, и нас не интересира, сме го правиле за некој што... Абе, до кај е проектот, шо прават, како, луѓе, ние завршивме, зелото е пари, тоа е тоа. Ние сме индустрија, ние не сме артицизам некој па сега да не интересира нашето уметничко дело и така натаму. Но тоа, јас им го кажувам само за да ги очврснам, иако многу го ценам, затоа што ние се врзуваме за проектот како кон дете свое, го растат и тоа е, нема потреба кај нас во компанијата да кажеш да остане некој преку време, ако треба нешто се заврши. Они се привлечени со самиот проект, тоа ги влече и со други зборови. Овој народ е прекрасен народ. Ние имаме некои други фалинки кои малку треба само да исправиме за да бидеме така глобално. Иначе ме фалинката да нам да поменам ја пред 2 микрофони и не се расипа. Јако да. Грло. Да, Ангела во работи во машки свет. Може да констатираме во Македонија дека се помоци. Односно имаме малце жени предприемачи. Дел си од една многу интересна иницијатива, менторство на жени предприемачи. Може да ни кажеш нешто повеќе за иницијативата и што гледаш, кој е потенцијалот на жените, на женските предприемачи во Македонија? Сега ме чекнавте. Да, во Македонија 20 до 25% од ukupниот процент на бизнес сектор се само жени предприемачи. Како дојдов јас до оваа идеја? Морам да се вратам на почетоците оформувањето на мојата фирма. Иако сум во маркетинг сектор, фондораџијата без чевли нели се шета, јас не се представив и не се рекламирав. Собственик сум на маркетинг агенција Icon Media. Моја маркетинг агенција се занимава со графички дизајн, дизајн на веб страни, рекламирање, социјални мрежи и така натаму. Кога ја отварав фирмата, кога ја споделив всушност идејата за отварање на фирма, сите ми рекоја, ти сега ќе го правиш грујо партнер. И тоа ми го спомна во негативен контекст, меѓутоа мене ми се роди идеја да го направам грујо партнер. Како? Си отворив и невладина организација и почнав да работам на проекти. Проекти до Министерство за економија, до Министерство за култура. Читајќи ги тие програми на Министерство за економија и на Министерство за култура, сватив дека сите се занимаваат со поттикнување на женско предприемништво и малце повеќе се посветив на тоа прашање и започнав да работам со невладината организација на тие проекти, а мојата фирма пак ги работеше сите останати работи од страна дизајн, рекламирање за мојата невладина организација и така со грубо станав партнер. И ојде човек. Те спомнаш не, тој е добар партнер, значи замина не бараше процент во фирмата. Супер партнер. Жените предприемачи се, не знам, едно моје неверојатно искуство. На најразличен начин се трудам да ги поттикнам во развивање на soft skills, мотивација на секаков начин, бидејќи ние како жени имаме многу обврски, домашни, надворешни, во машкиот свет нормално треба да имаме, мислам,
Мислам дека треба да покажеме малце повеќе интелигенција и способност во преговарачки вештини нормално за да добиеме некаква работа. Да. Многу сте добри операционо, значи не знам, операциониот менаџер на Facebook е жена, CEO-то на Yahoo беше жена, CEO-то на Pepsi за кој сте работеле, го погодив? Да. Жените во глобала се поисполнителни. Едно, не имаше многу скопје. Жените во глобала се поисполнителни во однос на работните задачи и затоа за пократко време може да постигнат поголеми резултати. Сложен абсолютно. Јордан, покрај многуте проекти сте работели за New York Stock Exchange, единствената најголемата верзија, да кажем. Да, покрај тоа Jordan.com го имате и Bitola.com. Сакам малце да се фокусирате на вашиот професионален посек. Патувате меѓу New York и Bitola и сте светски човек. Сепак Bitola ви е во срцето, и соработувате со битолчани, знам веќе соработувате на уште еден проект со битолчани, така да може да ни кажете нешто повеќе? New York Stock Exchange имаше сум работа. Сум работа во многу финансиска индустрија, каде што се користи New York Stock Exchange како еден дел од механизмот. Иначе опериравме со тројца и четворица партнери кои еден финанс. Како би се рекло high frequency trading hedge fund, фонд кој купува продава некои финансиски инструменти многу брзо. Имали ситни профитчиња, ама многу често. И тоа е воглавно тоа што јас сум го правил и цел живот нешто поврзано со тоа автоматизирано тргување со финансиски инструменти. Затоа се користи софтвер. Софтвер кој се прави. И софтверот се прави во Bitola. Измеѓу на пак. Во Македонија, да речем, во Bitola, во Македонија. Нажалост, јас почнав во време каде што Bitola пред Цане и немаше доволно програмери, јас нажалост Скопје бев. Не нажалост, ама ете не можев дома да бидам, туку на некој начин секаде. Денес во Bitola има одлични услови. Пристап до информации со интернетот има како и секаде. Трошоците се ниски како никаде. И условите за да се направи нешто ново и да се почне нова работа, нов бизнис се одлични. Кој почнувал сега, јас никаде не видим надал. Би отишол некаде да барам некакви муштери, финанси и нешто, ама Bitola условите се одлични. Јас во моје време не беа такви. И такви за мене. Подсетете ме за друго прашање. За Bitola.com. Bitola.com нема финансиска вредност, туку само емотивна. Јас го наследив од мој братучет, кој го користеше известно време и после тоа престана да го обновува. И затоа добив нотификации дека доминот ќе се затвори. И така го зедов. Само сентиментална вредност. Мојата адреса е jordan@bitola.com. Ништо друго. Кога спомнавме за луѓе, Тесла, вие сте четворица работени во твојата фирма. Тешко е, мислам, во Македонија генерално, хардвер индустријата е многу зачетна на широка инфраструктура. Како успеете? Ги обучуваше луѓето на оглас? Што значи да најдеш како караш embedded систем менаџер или слично? Навистина, ова индустрија кај нас е во зачеток. Не повеќе мислам заради тоа што едноставно многу компании, сите скоро компании и едноставно и поединците, ретко кој се охрабрува да почне со изработка на некаков продукт. Мислам дека тоа се цели на тоа што нашите луѓе во Bitola или општо во Македонија мислат дека многу работа не може да ги направат. А не е точно баш. Мислат дека странците што направиле некаков продукт или го создале, мислат дека се соодбегле луѓе. А не е точно.
во однос на кадарот, имав среќа што сите моментално што соработуваат со мене беа мои пријатели, ја имав таа среќа. За идно проширување, можам да кажам дека има доволно добар кадар тука, што има потенцијал да работи кај нас и да го обучиме за ова ние што го работиме. Конкретно можам да кажам дека за развиток на плочки писиви нема од каде да се научи кај нас се уште. Но доколку ние започнеме и едноставно се види дека нештото се пара, претпоставам дека ќе се метни во програми и слично, па ќе излегуваат луѓе баш и за таа работа, што ја знаат подобро. Тоа е тоа во главно. Има една стартапска финта, да кажам, се вика стартап Fuck Up Nice, односно кај што кажувате еден ваш неуспех. Би да замолам кратко, сите знам дека сакате да зборите, ама по еден ваш неуспех. Неуспех. Ова не беше спремно, ова не ви е спремно. На почетокот ние како ја отворивме нашата фирма, јас едноставно работев во повеќе фирми пред да отворам мојата фирма. Целта во главно ми беше кај да работам, да успеам да работам доволно време, за да можам да земам кредит и да отворам моја фирма. И работев, сменав конкретно 7 фирми, вклучувајќи Микросон, АМЦ, големи ЗКП Ларонија, сум работел на многу места. Го зедов кредитот, ја отворивме фирмата и првата инвестиција кај ќе ги плававме сите пари, едноставно ги изгубивме до ден денес ги плаќаме парите. Тоа е главната и прва љуфка, да речам, ама тоа не обесхрабри, пошто бевме сигурни во тоа што знаеме и тоа што се бара на пазарот. И продолживме да се бориме, иако не почнавме после таа мала утка или поголема, не се откажавме и не почнавме од нула, почнавме од минус, па почнавме да се градиме нагоре, па сега едноставно застанавме на нозе и оди се како што треба, да речем. Таа е една утка. Не спремен. Одешно. Пак ќе речеме, снимам фирма, нешто да направам неуспех, некој како да бизнес план или друго. Во глобала, јас се одбрашо за работа, микрофонот за работа. И мојот занет е таков да се заработи со занет за забава и за вас да ви интересно кој ќе ти завршите работните врски. Значи сигурно се дешава да заедат за пари, за не вели како ваше за пари. Али сега во денешно време многу е глупо од страна на пишувачите зафрагни, затоа што посебно ги станеш малку така по-популарен. Доста лесното се клава на тапија, значи добар ден, ме зафрагни на тие, препорачувам на сите да не работат со нив и така, тоа и тоа е глупо. И тоа во глобала ми се нема случајно дори неколку проекти што работат, да речеме лани или ломнани, па во меѓувреме нешто има луѓето дали со фирмите проблеми. А тоа со стремите што стрелаш по луѓе? Не, тоа со стремите по луѓе не остреламе, тоа законски јас ќе кажам после. Така да начелно неам баш некој голем проблем на работа, што е да речеме животно опасен во моментов или што би ми донесол некоја голема загуба, не дека значи немам некој голем профит па за да имам голема загуба. Значи ќе не зафрагне некој за зафрагавање, сите ќе не зафрагне, ќе те обетат проект, па ќе се рачунеш парите, па нема да парите, па ќе прежалиш, ќе ти биде неудобно, на сите му неудобно одолу. Ама са тоа е, може да речеме да жалиш еден ден, два дена, освен ако немаш да плакање. Тоа е, да се здрави и живи, нали мајката, и тоа е тоа. Конкретно не успев вчера ме заслушен, онај Дедпул што власник стендер, и штичиње ми имаше залепено на него, што се подпираше на него, и вкачени беа, па ги лепев со силикон, ама пана по некој време и така малку се поголем неуспех што ми такнува во моментот. Нема што неуспех, што нема да го цртежот. Не го нацртове уркот, например, и сега море, да нацртам по-уборко. Затоа сум троп по-лабаен. Имам среќа да работам со луѓе што се начелно, сега кул, не ме сваѓате погрешно, ама сега што сакат стрипови, играчки, забава едноставно и ако не направиме денес игра, никој нема да умри.
И нема да го зафрлиме со парите да не земат плата после протести и така. Ако не направиме игра, нема да направиме игра. И сите здрави, живи, нема да се работваме и да ќе се продолжи да се просто и бизнес. Гледам да ги правиме сите работи што треба да се направат, така да не може да се пожалам за ништо, пошто секој што прави досега, или што сум имал проблеми некои сопки, кипиналитики, да тапаме кипа накваме, сето допринесе да тога држам панел сега со овие доскоро фигасите, така да не може да се пожалам. Имав и време да размислам и па ништо не ми тргна, односно неуспех. Не е тоа дека немало неуспех, колку е дефиницијата и тие двајцата рекоа неуспех, па после се коригира дека па и не бил неуспех. Тоа е најбитно да го знаете дека неуспесите ќе ги пратат сите. Чекай бе, јас зборувам, јас сум панелиста. Се виктиме тебе. Да. Ја видиш ти? Значи, јас се сеќавам оддавна во компанијата, има некоја демотивација. Гледате дека луѓето се паднати. И јас стално, тоа ми била задача, тоа сум, јас сум затоа поставен да го бојам светот во некоја друга боја. И едно време си се нарекував самиот себе Pink Panther и све во розово. Кантичето е тука и обој го розово и ходи понатаму. Значи, неуспехот во суштина и не постои. Постои оној момент после неуспехот, а тоа е кога ќе седнете и ќе размислите што тоа мене сега ми служи ова што го поминав. И немам нито време за некој жалење или невено ничему паднало тоа и сега што, па ништо. Самите рече. Дрвофикс. Дрвофикс, така. Некако ми личи и не да мој личен став или пак немање време, не знам, во животот сум направил нешто добро и сум направил нешто лошо на луѓе. А и мене ми направили, веројатно, и добро и лошо, ама јас бе уверувам дека многу тешко ги памтам тие работи, за среќа долго период бев со другата во иста фирма. Например, доаѓа човек со цвеќи и бомбонјера. И јас го гледам бело овака и се првото немам појма, сум го направил до момент нешто и така натаму. Некако ми личи дека на тој начин ги заборвам или ми си има речено, ти знаеш што ти го направено овој? Не знам. Ама стварно не знам, немам време за тоа. Јас морам да додам на следниот чекор, на следното нешто. Тоа е во секој предприемнички дух. Нема секоја сопка е во суштина, ако не откриете дека е таа можност, имате веќе проблем. Морате да си имате кантиче со боја. Ако немате, јас трговец за розова боја, тука можем и вас да ја бојам светот. Ајде. Да, вистината е дека нема проблеми, дека секој проблем е предизвик. И од нас зависи како, на кој начин ќе го решиме проблемот, дали ќе се фокусираме на негативните работи или на позитивните. И дека секој неуспех во наводници е мотивација плюс за да продолжиме и да се подобриме. Не знам, мој неуспех, можам да ви кажам грешки во работата. Јуни месец со 31 ден го имам направено календар. Пример. Не знам стварно. Не памтам неуспех. Може би затоа што не ставаме акцент на неуспесите, не ги гледаме како неуспеси, туку како мотивација за подобрување, терење напред. Толку од мене. Јас имам полно неуспеси. Јас сум постал мојата работа неуспес. Што да ви кажам, да се бави човек со технолошки иновации. На секоја јадица не се фаќа рич. И една не успева, друга не успева, трета ќе успее. Така. Да, повеќето работи што сум ги прошал се неуспех. Секој е голем. Па е на самиот почеток јас се занесував дека ќе имам некаква си академска кариера и пред самиот крај, пред бранење на мојот докторат во University of Michigan, се откажав од него, заради тоа што почнав на некоја фирма за која се најдоа 200 инвестори, јас таа прилика не смеев да испуштам, мислев дека ќе се вратам пак назад на академска кариера. Потрошив неколку години, направив некој софтвер за тргување со помош на визуелно цртање на некој начин на модели за тргување.
без програмерски, без потреба на програмерско знаење. И со голем мерак се направи тоа супер, беше еден куп фирми се интересираат и на крајот и послушав. Маркетинг, кој ќе ги едуцира употребувачите, што е ова како новитет, не постои предходно. Ние тоа не го планиравме и наеднаш продуктот покрај сите тие инвестиции остана си лебди во воздух. Немаше како да се и кој да го справи на пазарот. Да не правим пословно неискуство. Покажи да говорим живо. Ами многу сте научили. Може. Дали гледаше повеќе од докторатот? Сега од оваа перспектива кога гледам. Не знам. Јас се полакомив тогаш по финансиски стимулација на некој начин, се полакомив по пари. После толку години во животот гледам дека уствари не сум баш толку лакоми по пари. Си створив нешто долу и окей, сум сега си играм со различни играчки, па им иделе пари. Нормално пред инвестори морам да бидам одговорен. Па со академска кариера, после други сласти се стално се бавиш со некои новитети. И јас тоа не стигнам да го искусам, не знам што да ви кажам. Имав 2 животи. Генерално, бидејќи денеска ве запознав, голем дел од вас, не сте мотивирани пари. Мичо, например, го мотивира дека има 2 PlayStation. И има 2 PlayStation. И има 2 PlayStation. 3 уствари уште. Што ве мотивира? Цане? Да немаш време да мислиш. Па да, за жал нема многу време за мислење. Еднаш слушнав од еден попаметен човек дека ние кои седиме на овие места треба да отделиме еден ден во неделата за да сонуваме. И тоа многу го кажа затоа што во спротивно вашиот сон кој што го следат сега тие што го следат ќе престанат да го следат и ќе почнат да следат некој друг сон. Значи затоа морате еден ден во неделата да мечтаете и тоа се најневозможните сонови или што ја знам. Што ме мотивира? Не знам да ти кажам, многу ми е тешко, многу пати ништо не ме мотивира. Јас го парафразирам еден како тоа изгледа да си извршен директор на компанија. Не сакам да преюдицирам дека сум бил Гейтс или дека е тоа. Не знаете во еден момент кога само ќе дојдете таму и вие седите таму и гледате дека е тоа голема компанија, вие тоа ви исто како на почеток си се истите луѓе си ги сакате околу себе. Горе кај што се наоѓате на тој брв, сите сакаат таму, на тој брв да одат, не знам зошто. Да ви објаснам дека е тоа како врв на планина. Одоздела сите нешто грабаат, вакат да земат, сакаат, тоа ви улогата, таму седите, тие треба нешто да земат. Одозгора се што има, тоа се некакви орли кои што копаат тие се од напор, да речеме. Вие сте осамени и никој нема, ама баш никој нема да влезе во вашата каренцарија да каже вау, како си го направила на супер. Да работите на наједноставен проект, волкав код да напишете, например за програмирање или било што ќе дојде некој ќе каже вау, супер, или ќе направи, ќе каже како си го сготвил ова денеска супер. Овде тоа нема. Значи простете се од тоа кога седите на малку повисока функција. Сега од каде таа мотивација? Јас мислам дека лидерите се мотивираат натрешно. Тие морат, затоа на кантичето од приле што го спомнувавме, и јас и мојот свет си го бојам, тоа е порозело од колку јас што го гледам, инаку не знам дека би можел да продолжам понатаму. Мислам дека најмногу ме мотивираат по суштина луѓето околу мене. Тоа е дефинитивно и јас сум за жал пушач и си го сакам тој балкон кај што си се гледам и тоа се неврзани моабети со луѓето и стално молам просто да не излеземе на балкон вака на мутениот и ние работиме. Работата е тешка, секогаш е тешка, ама дај ќе се видиме вака, да се насмееме. Едно време обедовме во компанијата да имаме 5 гушкања на ден со барем 3 особи. Не се спроведуваше, појме немам зошто, а беше многу знаеш дека е тоа и Не. Да видам збораме. Крос фирми. Ова сакате работи, гледаш како е. Ние можеме
Ке се играме. Така да, тука се тие мотиви, кои ги гледам среќно на кој тоа среќа ги гледам насмејани луѓето околу мене, младите. Моментите кога луѓе што заминале од компанијата со драго срце, Петар како ме гледа заљубено, ме гледаат не поздравуваат, така, тоа се интересни моменти кои стварно вредат цела кариера, можеби. Тоа е тоа. Имате нешто да кажа? Да, јас ќе кажам. Кој не е средницане, ќе оди дема, мора да работи мотивација да се најде игра некоја и да се отвори, и ако не е разположен, ако не го гоши никој дет да се отвори да се расположи. Значи, тоа е мојата струка и јас сум мотивиран и јас не знам, значи тоа метафизика са чувствата мои пред поперички кои стават. Немам пајма, не се изразвам јас така. Сакам да црпам. Значи сите транзитираме на бродо, на транзицијата, несигурно време, 27 години, транзиција, фамилија од Федес, сестрано се мажи и Австралија и така натаму. Погледаме до сите, јас сакам чудовите да се црпам. Љубом. Знам дека не постојат, сите знаеме, глобала. Интересно. Значи малку фантазија, да се олабајме пријателишти од работа, кој да избажат плачките, за доктората кој ќе сомва направи нешто што така ќе го потсети и ќе му донесе да чуи живација, барем 1 сат за утре другиден да продолжи со таа работа. Кој те ме мотивира, кој ќе ги видам стрекно дојде, че да ти пишат на Facebook, гледаш убава играта, кај сум, син ми игра, ќерка ми игра и така натаму. Са убаво ти платат. Затоа што на првиот да стаки да ги препарации треба да ги платиш. Ама сам картата розива, че фарбаме светот, уди извршител, ти фарбаш. Ама се пример. Ама ме знаеш мене ке ми се јавиш, ке си дам за препарации и ете ти. Уште ти враќам од првиот пат. Значи мора да го вакајте да се посмеат луѓе, да се посмеат, пошто имаме далеко по сериозни теми за ќе излезиме сите. И мојата работа да ви го направам на релативно поголемиот дел, за некој ме ниќа. Тоа е. Значи, мојата задача е да на скоро сите од вас ви го направам животот релативно 1 сат до 2, така малку поинтересен да забравите на тие проблеми и така. Сега ако забравите да ги дуспајате нако за онако да тука е други институциите да се не ми исполнувајте кој се сме, така и убаво стане, не? Така. Како ве не постачи? Сега и постојат, ама се збараме за онакви со рогови, не овие што се ваквите... Не, Биду, маска да ќе мета, и ројки да се Даниско кој ќе види, Мотивација првично моја е од секогаш сакам да правам нешто со раце. Првим кој ќе ми купе играч кај Кршев, да видам што имам натре во Nintendo да чајчина да ги барам како малече. Тоа беше мотивацијата што почнав да се занимавам општо со технологија. А мотивацијата сега да ги остварам тие мои сонови за успешна фирма за продукт дизајн. Главната мотивација се дефинитивно моето семејство, моите пријатели и едноставно животот да си го направи некој интересен за ова. Ти си за забава. Што ме прави среќен? Што ја мотивира, што ја прави среќен? Така, некој техничко решение, кој ќе проработи, некоја идеја кој ќе успее да профункционира. Да не се разбираме погрешно, без пари, скоро ништо не се прави. Мора да има нека основна количина пари. Никој не е имун од размислување за пари. Ама на крајот, мотивацијата да се работи на секојдневна база не се парите. Многу напорно би било ако размислувам цел ден на пари, само на парите. Затоа што финансиска индустрија, јас во технички решенија влегувам, а не во пребројување на некои пари. Можда некој друг така. На крајот на криштата мотивацијата сите ќе браво.
Се пари за тоа што работам во финансиска индустрија, пари за тоа што често вовлечени се инвестори кои се единствено заинтересирани да ги зголемат своите пари што ги инвестирале. И мора да одговараме на сите тие прашања. На крајот некое техничко решение да прави. И тоа е во работата. А некој успех во фамилијата, некој дете да успее во некоја своја намера, сопругата, некоја среќа во фамилијата. И така. Мене како креативец нормално ме инспирира и ме мотивира успешни креативни решенија. Пред известно време се присетив дека еден сок од Вива, еден дизајн на Вива сокови од 2 литри е мој дизајн и веќе 10 години е на пазарот. Си го купувам за дома носно, ама онака махинално, не ми текнува дека јас бивам дизајнирана, па пред некој ден онака се свестив, ова е мој дизајн. И тоа ми даде така некаков поттик дека сепак и после толку годишни искуство сепак некојаш се прашуваш дали си на вистинскиот пат, нормално сите имаме исти дилеми. Тоа ми беше еден вид на потврда дека тоа што го правам можеби е во ред. Такви пакувања, дизајни на пакувања имам и за Даријана, Борис, Леќа, си наоѓам така по маркети. И тоа ме мотивира. Ме мотивира на валјда стремежот за напред. Значи, Зигзаглар има една многу убава мисла. Нам на сите ни се даден 24 часа во денот, на прашање како ќе си ги користиме. Сакам покреативно да ги користам овие мои 24 часа. Имам исто една приказна да ви кажам. Тоа го прочитав пред неколку месеци и страшно ме мотивира. Вика писателот, замислете на вашето конто на банка секој ден да ви се донираат 8.400 евра. На крајот на денот нема пари. Како ќе користите вашите 86.400 евра? Првиот ден нормално ќе ги загубите сите. Вториот ден ќе се замислите малце. Додека да се организирате, еден дел од еврата ќе ги потрошите, половина можеби ќе ги изгубите. Меѓутоа, ако сте паметни, третиот ден нема да дозволите да ги потрошите сите 86.400 евра. Тие 86.400 евра се 86.400 секунди во денот. Прашање како ги користиме сите тие секунди, каков мајндсет имаме, значи како размислуваме, дали сме подготвени за успех во животот или за неуспех. Прашање, ако сме подготвени за успех, тогаш можеме да успееме и тука, не мора да одиме во странство. За да успееме, бидејќи во странство се носиме самите себе си. Нема ништо друго да промениме. И на крајот на краиштата, од Битола се може. Одлична реченица за завршување, да кажем, на ова кратка средба, слободно. Не знам, дали заклучуваш или не, ти не знам како ти однос. Јас би сакал и публиката Јас имам овде две млади деца пред мене. Сигурно делуваме, значи овде бевме донесени да ве мотивираме сите, не само вас. Не сте расположени. Не, добро сте расположени. Јас проценам дека сум солидно расположени. Имате ли нешто да не прашате или како гледате вие на Јас ќе прашам мети бузат. да не имаме премногу притисок. Ајде, утре да работаме. Сега ја прашам. Ајде. Како гледате успехот како цел, како предизвик? Дали успехот ви е мотив во животот? Не можем ни да го дефинираме што е успех. Јас за мене лично не знам што е успех. Мислам, сега кога се осврнам вака па нешто ме тапшат, па викат браво, па сме добили онде награда како компанија, па онде награда. Ако не прочуваш и лично имам тука еден сериозен проблем, и ќе го кажам, може би луѓето што се овде менеджери би имале сличен проблем на професионален план пред скоро време, пред 5-6 години, јас го изгубив идентитетот.
Отворихме маркетинг департмент и прва задача на LinkedIn морало сите да бидеме закачени. И јас, добре, што треба да направам? Па вика, треба CV да напишеш. Добро, ајде, напишеш. 3 пати запишеш. И викам, Interworks, не, јас треба да пишам за мене. Ајде сега пак. Нема, го снема човек. И сега, дали ме прашуваш за мој личен успех? Мојот личен успех седи делот е од дека, делот е на Нов Зеланд, ке ми дојде за една недела, тоа се мојата ќерка и мојот син. И само си велев, ако ме прашат случајна телевизијска екипа на улица, што сте? Најчесто луѓето ја одговарат професијата, јас мислам дека ќе одговарам дека сум татко и дека тоа е едно многу тешко занимање во животот, последно да го направите. Во тој аспект се сметам за крајно успешен човек, поради моите две деца. Ова другото не е само мој успех. Навистина така го доживувам компанијата, јас велам, и тоа јавно го кажувам на сите. И тоа е наша компанија. Ние ја градиме заедно сите. Јас можда имам повеќе пари од тебе. Толку е разликата. Инаку, љубовта не се цени, јас не знам како тоа го проценам. Тој бил успехот, значи не знам што, како да го дефинирам поинаку сето тоа. Като што кажав, инаку што успех да многу на релативна работа, тоа лежи внатре и на крај сме среќни заради тоа и не сме среќни. Значи успехот е во нас, а не околу нас. Како што ве разбрав вас? Па да. На крајот да. Прашање ако сте на пуст остров дали ќе бидете успешен, нели? Значи во од нас зависи. Па негде длабоко во нас. Словом. Ајде. Рековте како се мотивирате, сакам да слушнам како се релаксирате. Да, тоа е малку пред малку кога кажа неуспех, лично јас се сметам за релативно неуспешен во однос на себе, и никогаш не поработев на тој проблем. Не се релаксирав во сите овие години, 30 години се напластија. Тоа не е лесна. Секоја професија е тешка, но и мојата е тешка. Не успеав да се релаксирам и мислам дека тука имам фейлер, грешка направено но ќе се пробам нешто да се исправам во иднина. Немам хоби, немам многу пријатели, за жал тие се стекнуваат во кафани, јас бев во канцеларија. Немам ништо против кафаните, супер, обожавам да сум во друштво, ПЕФ на времето и така натаму, сакам и да готвам, значи имам сите атрибути да можем, ама нешто ме привлекувало повеќе, таа обврска или посветеност кон. Може и други да заслушнат. Да. Јас на PlayStation играм. Чат, имам хоби еден куп, сега со мене финтата што ме тоа што ми е занет ми е и хоби истовремено, така сум малку посреќен. Мада да, дајте се го запоземисот на човекот. Мада да, ова што кажа, значи Цанек го постави поискусен, проблемот е што да речеме јас кој работа во студио, супругата ги гледа децата. И цел ден, јас по глобал работам, значи утре сами, значи не е тоа фотошоп, или няди баба. Или земите што ди баба на студиото, не е 3 значи. И пропуштаме некои битни моменти, тоа е малку холивудски филмски клише, али са тоа. Не може да го за да се прави типа биде. Пропуштаме еден куп битни моменти за да му олесниме утре дојдат да поставаме тие што и сакаме. Да, малку полесно да прескочат може да некој чекор да ние ще правим моментално. Да не седат сами лови збора, себе сите, например. Тројите сами лови збори, че тројца. Па тоа што сме знаем, Lone Rangers. Тројца сме, не сме Lone Rangers. И од хоби имам милиарда хоби, ама сега да не почнем од теке преминиме. Важно да кажем што. Ниче ми ја зеде реченицата. Да се релаксирам, моето хоби ствари исто ми е професија. Порано кога имав повеќе време за спортот, тренирав и кикбокс, правев разни работи, проба повеќе такви адреналински спортови, но во последно време и јас повеќето време го поминувам во канцеларија и најповеќе како наоѓам релаксација, си имам замислено некои мои помали проекти, пак со електроника, и во слободно време на тоа работам, заради тоа што не секогаш тоа што го работите за некој клиент страшно ве привлекува и ви е многу интересно. И за релаксација си наоѓам мои проекти, тоа ме релаксира во основа, дефинитивно стандардни ствари.
прошетки, кафе во Битола, во самото. Имаш капе, че тебе Битола, базен да душ. Сам има базен. Така знаеш. Има и тоа. Има и тоа. Да, се имаш, зашаните не јасно. Да. Промаши на тема. Да, врешнивме тема да беше. Кај се најдовме сите хоби ни е работата. Затоа се Затоа и сме тука, да. Да, освен работата, што ме релаксира и фамилијата, пријатели. Се имам никакво друго хоби. Изгледа заглавени сме во канцеларија на работа 24/7. Сите моменти кои што ми се слободат и првам со фамилијата и тоа ми е единствен тип на релаксација. Јас се трудам да постигнам баланс, скијање, фамилиарно, спортување, секоја прилика кога децата имаат слободни денови, скоро со сила организирам да се оди некаде да се спортува заедно сите. На почеток многу логистика, напор, ама на крајот сите се среќни и тоа толку често се повторува, ама не застанува. Тоа е многу важно за мене, времето проведено со фамилијата. Како и на сите останати, можем и да докажам дека и професијата ми е хоби. Јас при некој успех за кој не разговаравме со тој фонд кој го водевме во отприлike 2010 година се нареков сам од себе си полупензионер. И по пред кратко време не активирам во проекти кои се мотивирани со финансиски мотор, туку едноставно како хоби. И што се случи, јас го правев истото тоа што го правев претходно. Како хоби, само сега како тоа било професија, сега како хоби. И на крајот пак се вратив на професионално, затоа што се за некои резултати се најдоа некои инвестиции, пак влегов во тркалата, исто да го правев со години, без никаква финансиска мотивација. За среќа има време и за тоа и за фамилијата, затоа што тоа се случуваше во оголно дома. Да не биде овде сега падна тонусот некако голем, изгледа дека сите сме некои окурели професионалци и ние сме... Човекот праша како се релаксирам. Значи, не праша дали сум среќен. Океј, овдека не седат несреќни луѓе. Јас не го гледам тоа така. Значи, ако се поврзани со професијата, тоа ако ме прашате ќе ви одговорам за тоа. Дали сум среќен, а те си крева рака. Немој сега нешто не знам. Јас чисто сакам да јодам широко странство, вече като живеел. Моето искуство престојувајќи странство и враќајќи се надал. Сакам јодам да го прашам дали да одиме во странство, не можеме да се сакаме Битола и Македонија. Да одиме странство, да видиме, за да се сакаме тука. Што си да сакаме да критикуваме. Моето искуство тука кажува за живење на секој дневни, а не за викенд. Значи, ние сме за 5 минути во шума, за 15 минути сме на скијање, за 20 минути сме во Преспа, за 2,5 сати сме на море и никош не снимале можност за 20-30 евра да летаме в Барселона, Парис и не знам каде. Дали од таа перспектива кога живеете во странство, размислувате така, или па си да сумуваме за нешто преку плетвар, кариери и нешто. Требата на другата страна на оградата е секогаш позелена. Можам само да испоредам животот во Нью Йорк е толку напорен, што ако во Битола, додека сум тука, можам да направам 5 работи денес. Во Нью Йорк, ако направам една од тие 5, се рачна за успех заради неефикасноста на целиот таму живот. Проблемот овде што економијата е во некаква катастрофа после распадот на Југославија, се уште не е опоравена. Дали се служува дека наш најголем хендикеп што ние немаме 5 генерации богати пред нас, да направат стандарди и норми, како што направиле кај вас, пошто многу пати сакаме се споредуваме ние со Шведска, со Германија, со Америка. Значи, таму имало 5 генерации богати пред нив, што ги направиле тие норми,
Сега вие сте сите првата генерација кои што го тапкаме тој пат. Да, овде има секој 50 години војна во цела историја и се ресетираме и секоја генерација почнува од почеток. Тоа е наш хендикеп. Ама во моменталната ситуација, ќе се повторувам исто да го кажувавме, Битола за таксистот што ме водеше не е атрактивна. Ако тој вози такси во Цирих, многу подобро ќе живее, многу повеќе ќе заработува, односно може да многу помалку ќе вози денот и ќе има повеќе време за своји задоволства. Ама за некој што се бави со технологија, што сака да почне некој свој бизнис, па не би рекол дека Нью Йорк е подобро Битола. Едноставно, таму тоа не е клима за почнување на нов бизнис. Таму луѓето работат за банките кои на некој начин да не кажувам премногу, ама го манипулираат светот со на финансиски начин, со некоја си врста на неоколониализам, и затоа таму сите имат пари, работат некаква си работа во банка, некоја инвестициска. И сега изгледа тоа добро. А дали има многу иновации? Па не баш, по тој град не. А колку може да има во некој вакво место? Па ако се отвориме, може да има многу. Сега, ова ти потреба малце. Ние сега почнуваме, што кажа. Кога би почнало, јас тука би седал. Сега, кога би бил млад. Значи се сложувате со констатацијата дека дур не оди иностранство, не може да се сакаме тука. Па да, мора некој да споредува некако. Пошто никад не се враќат од странство. А не се враќат пошто што кажат имат кредит 35 години за една куќа. Тоа е секако, да. Значи, познавајќи се вратиле сите од странство, само што имале резервна опција тука. На жалост, тоа и кај нас. Сите ние го сакавме капитализмот, сега сите добри и лоши работи ги наследуваме капитализмот. И овде гледам луѓето си купуваат станови на кредит, да го исплаќаат цел живот, како и таму, и врзани се кој е таму, кој е тука. Тоа е тоа. Дали мора да одиш да се вратиш? Луѓето заглавуваат на едно место и после немаат можности за некоја споредбена анализа. Јас може да имав среќа, не сум го спомнал, во 2009 година ние одлучивме, ајде доставеше Нью Йорк негде да мрдиме. И живеевме некаков си номадски живот, за кратко успеавме да увидиме дека со фамилија, со деца тоа не е можно. Ние не сме доволно дисциплинирани за нешто што се вика homeschooling на децата, домашно школување. И останавме 4 години во Словенија. И после се вратиле назад во Нью Йорк. Кој е подобро? Јас сакам и таму и таму. Има и таму добри работи, и овде добри работи. На трешната среќа го прави човекот. Нема локација што безусловно ќе го направи секој среќа. Ми стрпниот одговор мислам дека беше. Сад се кресечи. Дали имам уште некој прашање? Ајде. Ова прашање за сите. Сакам да прашам, дали мислите дека дали сте и постигнале вашите лични очекувања или очекувања што други луѓе имат кон вас? Другите луѓе очекувања кон нас. Наискрено, не се замарам многу што мислат за мене. Гледам да се вркам на работа и мислам дека само тогаш ќе имаш време за да ја збркаш твојата работа. Ако се грижиш што мислат другите, другите не знаат како ти е внатре во себе, како ти е. И никогаш нема најверојатно во подобро. Така да
Јас од секоја што го велам, јас сметам дека се што те влече надолу, буквално, треба да го одсечиш, така да и то треба да се одсечи. Не треба да се да патиш од туѓи мислење, барем според мене. Како што кажах, ти не знам како ти е тебе. Прави го тоа што ти е тебе. Тоа што гласот надпрешен ти го вели. Не е важно кој ти вели дека не може или едноставно ако твојот глас вели дека тоа е така, направи го денес, а не утре, не за утре. Не е важно другите што мислат. Кај мене нема баш ништо што мислат другите, пошто знанието ми е тако да што ти го рече ставе. Се мајка ти така се добро ти е. Очекување има дека дам исто така голем битолски. Никола докторот да живее. Амајте мене ми било да се администратор, моите очекувања се тие, си го правам тоа што сакам, играм на PlayStation чат, фамилијата живото, не му обрачам на никој ништо. Значи му обрачам онака другари што се смееш, што се дружиме, забавна, да се збораме за пари, да се збораме за пари, да се збораме за фондови, избегавам такви работи. Така да мене ми е битно да сум јас задоволен, моите да се задоволни дома, имам малко со тој кругом се шири надвор, моите пријатели да се задоволни, па после новите познаници задоволни, старите познаници, некој што ме неки са, нека биде задоволен, нека ме неки ше поќе. Значи тој ќе биде некој задоволство. Во глобала, кога не работиш во битола, конкретно, ќе работиш во битола, и кога не ти зависи работата од не ти зависи, значи не ти зависи во нека работна пари да речеме и така натаму. И не ти е баш нешто многу битно што ќе биде како ќе биде, затоа се спомнав од преска дека сум непријател на државата пројде практично. Пошто државата не тебе, државата. Пошто цел ден сум изба, лутам и кој ти за надвор не може да ми збрка до работа. Тоа е малку проблематично за вако, да ти на ставој кој ти имаш некој став релативно са, еден ти речи прави глава, ти кај чека веројатно каде да се видалацата, што ти избркаш од фриждери, што не постои такво. Така да многу ми е битно да сме стрекни ние дома, остава да се стрекни пријателите, кој круга така. Наче си да сме стрекни, што со мојата работа не сум баш сигурен зашто некој би се релативно најдете. За друга го се најдете, тоа башка е, ама за работата не очекувам никој да претерува. Друго прашање да не се среќено очекување, дали ти ги исполни твоите родители? Добро одговори на нешто. Кажа прилика, сега ме понесе ќе ги одговори за тоа. Да, има просто. Значи, двете се прашањата за очекувањата на моите родители не можам да одговорам, но предпоставувам ако гледат од негде дека би биле задоволни. Имам семејство, имам прекрасна струпка, професија релативно добра, еве, 7 овде па зборувам пред некои луѓе. За моите лични очекувања, јас би те прашал себе кои се твоите лични очекувања, па да знаеш кои те прашаат на некој панел на 40 години, што да одговориш. Јас немам очекувања за себе на оваа возраст, колку немам. Оно што знам дека се борам во последно време на 60 години прогласив дека сум имал среќен живот. Ама тоа декларативно. Малко, знаете, не е тоа баш така дека сум во моментот си можда нешто, ама реков, слушај, да изесапим, ни болест, ни ништо, супер, фамилијата, сите здрави, бидејќи тоа се најважните моменти. Не, за јадење не ми снемало никој, значи прогласи дека сум среќен на 60 години. Сега покажам да не го распам резултатот. Имено, негде го слушнав, тој многу е добро, вика, не е важно што си правил цел живот. Важно што ќе направиш последно во живот. По тоа ќе те памтат луѓето. Јас затоа викам се трудам да не го распам резултатот, оти махни работа, немам што да поправам после. Ајде. Па, јас цел живот некако сум ги носила своите одлуки интуитивно. И секогаш кога не сум да слушам мојот внатрешен глас, сум правила грешки. И очекувањата. Не знам, велат дека незадоволството и несвеќата лежи во очекувањата. Кога не се исполните очекувањата, тогаш тоа не прави незадоволни, несреќни, можеби нашите собствени очекувања за себе или очекувања од други луѓе. Така да гледам да немам некои високи очекувања, имам планови,
Гледам да имам јасна слика за наследните 5-10 години и се додека не ја губам таа слика каде треба да стигнам. Да, имам некаква слика, меѓутоа прашање е дали ќе се оствари сега. Знаете како сега светот го вртат интуитивни менаџери и луѓе, така да слушајте го својот внатрешен глас, мислам. Тоа е најдобриот репер. Да. За очекувањата на другите, мислам дека проблема никој нема гајде што јас постигнувам и што се очекувало од мене, дали сум исполнил. Не би ни требало светот е толку голем. За може да на моите родители. Од собствена гледна точка, мислам дека целта е во транзицијата од една точка кон друга. Никогаш не постои нешто како сега се заврши сите цели во животот, уште поминачка да ми остане. Така нема. Секој се измислува човек нова и нема крај. Јас не знам дали постои така концепт. Hvala vi. Има уште некој прашање? Најпрво сакам да се заблагодарам на сите што предовте, а на панелистите еден мислам дека е гломогласен аплауз. Погледно што се смеете, стварно поднаучих нешто. Некој дома за некој имења тамо тајно ворне да прават инспекции кој нешто. Нешто не разбрано. Генерално сакам да ви кажам дека имате папки, во папките е опишан све за овој проект. Тефтери имате за безпари до марксичка каса. Да, може да цртате и на нече да му ги покажува да вашите. Ке имаме се неформална средба, така да мој совет личен е и креативи луѓе некои видат и овој. Зашто има... Си да бидете своји, ама мислам дека имате стварно исполнен живот и имате нешто што може да ги научите другите. Мислам дека во последно време Македонија има погрешни идоли. Тоа е целата замисла. Мислам дека само тие треба да бидете идолите на младите луѓе. Ова стварно е анскрипта, значи без скрипта. Одиме Скопје сега, така? Одиме Скопје. Сега одиме да Јас наистина не ја знаев, кога ги прочита вашите, кога ги прочита вашите приказни, стварно се инспиративни. Стварно има да постигнат. Кога не виде? Кога не виде, тоа беше да ти кажам што ќе прави.